Следува третиот разговор во студио 10 за денеска. Саити, генералниот секретар на Црвениот крст, е веќе во студиото на телевизија 24. Добар ден ви посакувам. Добар ден и од мене. Фала на поканата. Ви благодарам во овие тешки моменти кога имате премногу работа што одвоивте половина час да поразговараме. Секако информациите се битни. Ме интересира до денеска колку средства се собрани во Црвениот крст, колку се исплатени и на колку семејства. Значи, до овој момент, сега кога доаѓав нака, провери 88 милиони денари се собрани веќе на сметката на Црвениот крст. Значи, значителна сума, значителен прилив имавме во текот на вчерашниот ден, како и што е слушнате, една компанија уплати 15 милиони денари, што е за почит, секаква почит, нели? Тоа што го направивме изминативе денови, како што бевте сведоци, вие се надевам, нели, се извршија првите исплати, односно уплати кон настраданите. Како што и рековме во понеделникот, дека ќе направиме напори да го тоа направиме во наредните 2-3 дена. Исплатите веќе се случија во вторникот, нели, на две категории би ги рекол, затоа што некако ние сите семејства ги поделивме сакајќи или не сакајќи на три категории. Едната се семејствата на починатите, другата категорија е лицата кои се лекуваат во странство и нивните семејства кои ги придружуваат, и третата категорија е лицата кои беа сместени во болниците во Македонија, во Скопје и нивните семејства. Така да за првите две категории се направи комплетна исплата со исклучок на уште 13 семејства кои се лекуваат во странство, недостасуваат податоци. Тоа го правиме, собирањето на податоците го направивме во соработка Црвениот крст и службите за заедничките служби на владата, со тоа што се договоривме податоците за починатите да ги собереме ние како Црвен крст, а останатите да ги добиеме од нив. За жал, за уште 13 или 14 семејства не се добиени, чекаме да ги добиеме и тие податоци да се изврши исплатата. Предизвик ни е делот на собирање на податоци за третата категорија, би рекол ова, на лицата што беа сместени во државата. Се некако по логиката на нештата испаѓа дека тие што не се тука најблиско ни се поголем проблем. Има малку проблеми со списоците, сето тоа треба да се... Од каде се барат? Преку МВР, преку... Извор за добивање на податоците се здравството, здравствениот систем, бидејќи лицата беа во болниците сместени. Ние ги добивме евидентирани си, можете да ги добиете. Евидентирани, меѓутоа малку треба да се со внимание да се пристапи кон сето тоа, затоа што на нив има сите приеми се евидентирани. Некои се само прегледани дента испуштени, некои имале полесни. Тие што мислиме дека би биле таргет на оваа операција се околу 70 на семејства, и се треба да дојдеме ние до тие 70 на семејства кои треба да се исплатат. Се надевам има разбирање кај граѓаните, тоа го правиме интензивно овие денови. Јас искрено се надевам дека заклучно со утрешниот ден ќе успееме сето тоа да го прочистиме и веднаш пристапуваме кон исплата на средствата. Значи тоа се тие работи што деновиве нели бевме преокупирани. Остатокот е поврзан со она што го правиме и понатака како организација на Црвениот крст се надевам дека во понатамошниот тек на разговорот ќе станува збори за тие делови. Колку добија? Првично добија по 150.000 денари линеарно, значи сите семејства. Тоа е првата, најпрвичната, најитната исплата за решавање, односно за покривање на најитните потреби на луѓето. Неблагодарно е сега да се зборува за пари, за средства, меѓутоа неопходни се тие пари сега. Па нормално све се движи околу тоа, нели? Вие не можете да излезете од дома да не платите нешто, било тоа да е оној најосновен транспорт. Тие луѓе секогаш сигурно имаат трошоци и секако дека овие средства ќе им бидат добре дојдени. Некои од веројатно направиле одредени трошоци пред да ги добијат овие средства, така да сето ова ќе оди во компензација на тоа што е направено. Знаете, неделата ја почнавме, одствари минатата ја завршивме, петокот беше многу интензивен во однос на циркулацијата на ставови, мислења по социјалните мрежи, по медиумите. Понеделникот исто така беше тензичен, би рекол, во тој дел, но сме кажувале повеќе пати, сега ќе повторам. Значи, хуманитарната работа, како и секоја друга, има одредени правила, одреден тек на нешта, и таа не секогаш стигнува предвремено, таа е дел на реакцијата, на одговорот на настанатата ситуација. Во таа смисла, мислам дека и овој пат се однесувавме на тој начин, со тоа што бевме, мислам, како организација многу побрзи, без разлика што се гледаше на тоа дека нешто е бавно, и одстапивме од досегашните практики во смисла на лиферување
доделување на помошта, затоа што обично и по правилата на нашата работа, кога се затвори кампањата, тогаш на крај се пристапува кон доделување на средствата. Со оглед на ургентноста и на потребите, овој пат пристапивме фазно и ова исплата токму тоа, значи покривање на првичните потреби. Тоа што би го направиле наредните денови. Значи и веќе работиме на следните исплати кои ќе бидат веројатно подкрепени со одредени проценки и одредени методологии кои ќе бидат значи во смисла на фер и објективно покривање на потребите на луѓето, и тоа ќе мораме наредните неколку дена да го направиме за да пристапиме кон следните фази кои нели ќе бидат многу брзо, се надевам, во наредната недела. Така да за сите нас оваа операција, па и во Црвениот крст, без разлика на неговото искуство до сегашно и сите овие нели практики создадени во минатото, беше еден нов момент, една нова ситуација, затоа што знаете, интензитетот на случувањето, обемот, последиците по луѓето беа многу страшни. Јас и вчера го реков на некое место и денеска ќе го кажам, после земјотресот во Скопје ова е некако најголемата трагедија, односно катастрофа со најголеми човечки жртви и на тој начин изгубени како што беше, и мислам сето тоа му даде некои обележја дополнителни на оваа ситуација и мораме сите ние да се прилагодиме кон ова. И сите ние нели да извадиме, да речеме, максимумот од нас во овој момент, се со цел да бидеме таму каде што беше и каде што е потребно во најитно и во најпотребно време. До нашата редакција пристигна информација дека дел од семејствата имаат блокирани сметки. Најдовте на такви проблеми да не можат да трансферират средства? За жал да. Знаете, ние ги собравме, пример, имавме проблем не со семејствата на настраданите, со семејствата кои се лекуваат во странство. Првично беа за странство, тоа информација првично беа собрани податоци за 91 лице. И ние, за да не чекаме, пристапивме кон исплата. Од тие 91 лице до 7 до 8 сметки испаднаа да се блокирани. По распрашувањата дополнителни, нели, наши што ги направивме во банките за да можеме, нели, да бидеме коректни спрема луѓето, добивме од нив објаснување дека за жал не се функционални и се блокирани во моментов. Што е причина, повод за нивното блокирање, не би можел да шпекулирам. Како се постапува во тој случај? Што биле блокирани претходно, тоа било веќе завршена работа. Како да им се помогне на тие луѓе? Како им помогнавте на тие луѓе? Знаете, тие сметки луѓето не контактираа после, затоа што не ги добиле средствата. И оние тврдат дека не им се блокирани сметките и не им биле претходно блокирани. Значи може да станува некаков административен проблем кој што... Па, знаете, шпекулациите се од најразлична природа. Значи, навистина не би сакал јас да изгледам шпекулативен сега во овој момент, но изјавите нивни на повеќето беа дека нивните сметки биле функционални и они воопшто не знаат дека се биле блокирани. И предпоставките се од најразлична природа, но навистина во овие моменти страдаме од шпекулација од сите страни понекогаш и не би требало се јас да бидам додаток кон тоа, ќе провериме наредните. Само чисто беше како постапувате во тој случај. Постапуваме, се јавуваме во банката, се јавуваме кај лицето, бараме начини. Се бара друга сметка? Баравме други сметки, да. Ако е блокира, например, тоа е изјавите обично доаѓа, односно целиот процес подлежеше нели на собирање на матичен број, на трансакцијска сметка и многу важно изјавата за користење на личен податок. И тоа е оној моментот за кој се велеше дека вие доцните и не сте навремени. Процесот на собирање на изјавата која треба да биде своерачно подпишана е процес кој навистина се вие требаше да допрете до сите тие луѓе кои се во странство, па беа вклучени дипломатско-конзуларните представништва, владата ги контактира. И мора таков подпис да има. Значи тоа е законска обврска. Ако немате тоа важи за ова. За заштита на лични податоци е многу прецизен и многу строг. И вели за да располагате и обработувате личен податок, мора да имате согласност од носителот на личниот податок. Без разлика за што се работи. Казните се огромни во однос на непочитување на законот. Некаде одат до 4-5%, односно 4% од вкупниот буџет на субјектот во минатата година. Значи замислете, сега не сме ние многу богати да имаме многу пари, но за нас значи глоба од 4%. Има и други казни, навистина нашиот став и нашиот принцип на работа беше и се водеше од тоа дека непочитувањето на законите не доведе до ова, па следно непочитувањето не доведе до нешто друго. И навистина тука имавме проблем да го објасниме на луѓето, поготово на тие што беа на социјалните мрежи и што манифестира некакви други интереси кои не би сакал нити ги коментирам, нити па мене ми треба. Но луѓето што требаше да не разберат, јавноста, медиумите,
партнерите, соработниците, властите не разбраа дека ние сме во тежок процес на прибирање на податоци и тоа го направивме во рекордно време од 2 до 3 дена. Многу беше тешко 150-60 изјави да се обезбедат, од кои 90-95 се во странство. Така да сето тоа се заврши, но кога ме прашувате сега кај податоците, значи кај исплатите, од тие 91 што ги исплативме нели првиот ден, значи на неколку од нив наидовме на блокирани и после тоа моравме да ги контактираме следниот, па другиот родител да потпише изјава. Повторно истата процедура. Повторно истата процедура. Не важи ако нема подпис. Значи, тоа верувајте, тоа се некои работи кои можеби не сме сите и образовани, информирани во тој дел. Не велам за јавноста и за медиумите, при тоа еве за нас можеби, но ние мораме да ги знаеме и ги учиме тие работи затоа што во Црвениот крст процедурите негови во кеш трансфер активностите, пошто ние тоа го работиме и во редовни значи активности наши, не само во овие, ние знаеме и нашиот интерен правилник на Црвениот крст за обработка на личните податоци кој почива на законот е на снага и ние сето тоа го знаеме, го применуваме и тоа е дел од нашата пракса, но секогаш луѓето нема допир со граѓанинот, не знае, не мора да знае, нели до толку дека тоа треба така да биде. Примателно некаква помош, тоа значи, го знае, тој што дури по правилата на Црвениот крст, по нашите интерни правила треба и да добиеме изјава дали се согласува да ја прими донацијата. Значи таа е плюс изјава која во случај не ја применувавме затоа што тоа не е дел од законот, него дел е од практики. Тоа е амбиција наша да ги нашите практики, нашето работење да го согласиме со некои европски узанси, некои стандарди. Во таа смисла воведовме и таков образец кој сега не го применувавме затоа што не е тоа законски, него е нешто што е амбиција плюс. Мора веројатно во нашите закони ќе влезе некогаш кој ќе треба, но сега тоа законот не го бара. Законот оди само до изјавата за согласност за обработка на лични податоци. Да си несовесен граѓанин или криминалец не треба да се бираат дали се мили или немили настани како што е овој. Да. Колку се изигрува сега и колку има луѓе кои што сакаат да го искористат овој немил настан и да го злоупотребат името на Црвениот крст, да прават лажни донации, лажно собирање на пари. Значи јас мислам дека злоупотреба на такво нешто во овој. Мислам дека Црвен крст не се злоупотребува, барем јас така мислам, но амбициите на луѓето како што вие и гледате имате разни платформи, мрежи кои претендираат да собират пари. И се знаете, нас сите не прашуваат каде ви се парите. Ние на сите им одговараме кај ни се парите. Нив не знам кој ги прашува каде им се нивните пари што ги собрале, нели? Се не знам кои се тие, не би ни се занимавал со нив затоа што, ајде да кажам, Црвениот крст сепак мислам дека е организација која има свое реноме, свое достоинство, свои правила на однесување и мислам дека не е во моментов предмет на интерес ето тоа, но би биле загрижени и не би ни било пријатно во нашата држава во една ваква ситуација некој поединец или група да се однесува некоректно со луѓето. Повторно шпекулациите, коментарите се разноразни, но повторно не би се впуштил во една конечна констатација затоа што сето тоа е штетно доколку немате силни аргументи. Така да единствено би упатил апел да сите ние алудираме на нашата, на сопствената совест. Во овие моменти секој поединец барем за момент треба да се одрекне од амбицијата да злоупотреби било каков момент во некои си цели лични, групни или секакви други цели. Така да Црвениот крст, јас и во понеделникот го кажав на пресконференцијата, значи е отворен за сите. Тој е подготвен да прифати секаква добронамерна критика, нели, кон него за неговото работење, било тоа да се однесува на неговата транспарентност, отчетност, брзина и секако дека сето тоа ние го артикулираме и го трансформираме во амбиција за подобрување. Но секакви злонамерни критизерства не се секако никому не му се пријатни. Доколку е издржано, како што рековте, јасно. Ако е издржано, знаете, вие само на тој начин може да се подобрите. Ако вие не подлежите на критики, ако луѓето не ви упатуваат забелешки за тоа што недобро го правите, не може да се коригирате никогаш. Тоа не боли и свесни сме дека во вакви ситуации кога работите со пари на граѓаните, донаторите, партнерите, институциите, локалните самоуправи, сето тоа
представува еден сензитивен момент кој треба со една транспарентна процедура, со една комуникација отворена, нели, со сите, нели, да се внесе сигурност некоја дека Црвениот крст е тој кон кој треба да се насочи сето тоа. Од друга страна, значи, свесни сте дека, односно информирани сте дека оваа година, ајде да кажеме, после многу наши залагања, во вакви ситуации да се има едно собирно место, нели, за хуманитарна помош, се примени, владата, институциите застана за Црвениот крст. Значи оваа сума што кажате над 1 милион евра, тоа е веќе 1,5 милиони денеска скоро, така. да. Значи зборуваме за граѓаните, компаниите, општините, странски лица, фирми странски, значи странски држави се апсолутно сето тоа, други организации наши, да речеме Црвени крстови од регионот, вчера добивме од Црвениот крст на Бугарија 10.000 евра уплата, другите Црвени крстови во регионот ни се понудија со помош за прифаќање на грижа за лицата, за семејствата кои се во нивните држави, значи целата хуманитарна помош, целиот наплив на, значи и е во Црвениот крст насочен. Дали одредена сума на пари сега ќе биде оставена во Црвениот крст наменета за овие луѓе кои што допрва им треба помош. Допрва на овие луѓе кои што се по болниците ќе им треба и психолошка помош и друг тип на лекување, физикални терапии или ќе им биде префрлено се одеднаш? Како ви е планот? Значи планот сега за сега да им се префрли тие средства се наменети за луѓето, значи апелот кој ние го упатуваме и целта на кампањата е помош и поддршка на луѓето. Веднаш и сега. Веднаш и сега. Нити можеме да ги прашуваме сите ние сега дали би се согласувале нешто друго да правиме, нити имаме потреба. Црвениот крст, сето ова што вие го говорите, не во делот на лекувањето конкретно, но во делот на опоравувањето на општеството, тој си има дополнителни своји средства во смисла на партнерства, соработка и обезбедување на донации други, од странство, од Меѓународниот Црвен крст, кои средства ќе бидат наменети токму за опоравување на заедницата во Кочан и Кочанско, преку активности поврзани со психолошката помош, психосоцијалната поддршка и сите оние активности кои значат подигнување и враќање во нормала на животот на тие места. Овие средства ќе бидат исклучиво и само за настраданите семејства во вид на парична помош и поддршка. Сега нити е благодарно, нити е по правилата, нити е фер да направите нешто друго во обид да нели помогнете на друг начин. Исклучиво пари ќе одат на нивните сметки и тоа е нивна помош, луѓето за нив ги дават и така ќе биде. Црвениот крст. Дали сватите погрешно? Сега ќе бидат за не, има и вакви прашања, дали ќе биде етапно, дали ќе биде директно? Значи етапно, но нема да чекаме ние месеци. Тоа ќе оди брзо. Значи штом се добие за 10 дена се затвара кампањата. Така. Нели во ова, значи сметките ќе бидат отворени, но од прилика тоа е напливот што се очекува и во наредните денови, значи тоа сето ќе биде трансферирано со тоа што по завршувањето на акцијата ќе имаме како што и правиме досега, ние го нарекуваме одбор за транспарентност. Добро. Кој одбор е составен од најголемите контрибутори или од секоја категорија на придонесувачи по 1 до 2 лица, вклучувајќи ги и граѓаните што учествуваат на телефонските повици. Ние го правевме тоа и со Турција и со поплавите во Скопје. Тогаш на тој ден ние излегуваме пред сите нив со сите изводи во тој период, нели, наши кои се изводи кои го документират работењето на посебниот фонд. Оваа сметка е посебна, тоа не е редовна сметка на Црвен крст. Тоа е исклучиво. Значи тие луѓе кои ќе дојдат 15 или 20 ќе бидат на број, обично околу 10-15 собираме, ќе ги гледат изводите, ќе ги гледат исплатите, ќе гледат и тие на некој начин ќе бидат гаранцијата на јавноста дека Црвениот крст уште еднаш изведе успешна, транспарентна и отчетна акција, затоа што тоа ни е потребно како капитал за следните, би рекол, активности во смисла на градење на доверба и градење на верба во Црвениот крст. Не сме подготвени по ниедна цена, по ниеден компромис тој дел да го повредиме, затоа што нам Црвениот крст ни треба добар, здрав, ни треба транспарентен, отчетен, за да може да биде доверлив и да можат луѓето, компаниите, партнерите да му веруваат како што овој пат му поверуваат. Мислам дека ова беше една општа и мобилизација, но и една доверба на организацијата. Дури вчера допреа некои информации до мене, затоа што имаше некои ситни обиди за манипулации, овие 8-9 сметки кои наидовме на нив како блокирани, не знаеме резултат на што се, но имаше повици да донациите се насочуваат исклучиво во Црвениот крст.
тоа се граѓани кои повикува на социјалните мрежи, веројатно некој поттикнат од некоја лично искуство и веројатно тоа беше пренесено и апелирано на тој начин. Доколку некој сака лично да префрли да помогне, тоа исто така, значи тоа се уплати на сметка може да направите на ова ако сакате, можете со повик телефонски, можете на нашата сметка да уплатите средства колку што сакате, така да на нашата онлайн платформа, за тоа што вие не мора да доаѓате во Црвен крст, не морате ни во банка да одите, можете од дома да го направите. Има такви можности Црвен крст, седнувате и уплаќате одредена сума преку онлайн платформата и таа доаѓа кај нас, се евидентира уредно и тоа е тоа. Мислам дека тука овозможиве, нели, прв пат онлайн собираме средства, до сега не сме го правеле, или па немало пракса кај граѓаните, но како што минуваат годините и технологиите се менуваат. Па да, луѓето си стекнуваат нови навики и така да тоа оваа година дојде до израз и имаше доста уплати и преку онлайн платформата. Колку волонтери, колку возила, техникали се пуштени во знаете, значи како помогне во цело овој настан на прашањето, да две работи веројатно ќе сакам уште да ги споделам со вас. Значи едното е ова што ме прашавте и едното на што ние го мислиме за наредниот период. Црвениот крст од првиот ден беше на терен, вие тоа го видовте сигурно. Првиот ден кога се случи несреќата, сите ние бевме во Кочани и јас бев со нив, имавме околу 120 волонтери присутни. Тие дента беа во функција на давање на прва помош, психолошка прва помош. Тие се секогаш на располагање вашите волонтери? Тие се секогаш кога нам ни требат. Ние можеме да мобилизираме. Не се во редовен работен однос, туку тие се апсолутно волонтери, но тие кога ние ќе ги повикаме, тие не се стават на располагање. Знаете, во оваа смисла има една платформа во Црвен крст, таа се вика Тим Македонија. Во незе се регрутират лица кои имаат амбиции да го помогнат Црвениот крст во случај на катастрофа и само тогаш. Добро. Они си дават податоци, нивни афинитети, нивни, ние таа платформа ја полниме, сега има околу 200 луѓе таму, и тие луѓе се согласуваат кога ќе му требат на Црвен крст, ако настанат вакви хавари, тие се стават на располагање. Покрај оние редовните наши волонтери кои се многу здрави, многу добри, многу посветени, значи ова не е дополнителна категорија. Сега ние делувавме само со редовните наши волонтери. 120 бевме во Кочани првиот ден. Бевме и во Скопје присутни во болниците, пред болниците. Наредните денови, се не знам колку тоа се знае, нема ни толку потреба голема, но ете како факт да го спомнеме дека Чисто ме интересираше сликата на беше тој што го организираше процес, односно погребите на страданите, значи од почеток до крај. Добро. Од набавка на погребална опрема, контакти со луѓе, сето тоа што беше потребно во смисла на почитување на обичаи, се друго тоа го правеше Црвениот крст како задолжение доделено и доверено од владата. Не бевме повикани, замолени, прашани дали можеме да го направиме, го прифативме и тоа го завршиме комплетно. Значи како Црвен крст, дента на погребот имаше 165 волонтери на број, имаше 30 тимови по тројца. Тие беа психолошка прва помош 10 тима, 10 прва помош, 10 логистички и некаде околу 25 возила. Во меѓувреме претходните денови пред погребот се случуваше, односно ние бевме во функција на здравствениот систем, го помагавме во делот на транспортот на болните од Кочани Штип во клиниките во Скопје. Значи, Црвениот крст мислам дека овој пат беше не дека досега не бил на едно врвно високо ниво, со се што му беше доделено, доверено, плюс нашите амбиции, сето тоа изгледаше многу организирано и мислам дека уште еднаш ја покажа и својата оправданост, но и тоа што го прави во општеството и во заедницата. И тоа што сакав да се надоврзам, тоа што наредните денови ни престојува. Ова ќе заврши наскоро во смисла на дискурс, во смисла на тема за разговор и ќе завршат амбициите на тие што сакаат да помогнат. Нормално животот ќе мора да тргне по сопствениот пат. И тие што се како организации хуманитарни, граѓански, не знам што, кои сега се растрчани, нели по разни поводи и причини и со најдобри намери веројатно, но тоа ќе престане. Црвениот крст е тој што и досега константен и ќе остане понатака, затоа што ние веќе се обрзавме пред владата и пред Министерството за образование дека наредните 60 дена комплетно ќе ја покриеме психолошката поддршка на населението во наша... Имате вие ваши стручни тимови? Наши стручни тимови. Црвениот крст поседува свој центар за психолошка прва помош кој е единствен во државата од таков тип.
тој е функционален во Црвен крст на Македонија, тој е секојдневен, отворен, работи, во него има и професионалци, тројца вработени, но има многу психолози, волонтери, односно кои се на повик и работа со клиентела, со луѓе кои барат од нас помош, и тоа што го работиме, значи сега дел од нашиот центар ќе биде во вид на регионален центар префрлен во Кочани и таму ќе сакаме, бидејќи тоа го се нафативме, тоа ќе биде финансирано од Црвениот крст комплетно, не од овие средства, не од друго, него од сопствени извори, и наредните 60 дена ќе бидеме присутни како што и сме и сега. Ние веќе сега правиме обуки со психолозите на училиштата, со фамилиите, семејствата на настраданите, со нив директно, значи разговори, обуки, тренинзи, се со цел нели да помогнеме во фазата на опоравување. Сега сме ние во фаза на опоравување. Она така наречена прва психолошка помош, прва помош заврши. Тоа беше во првите 72 часа. Што спасивме, што покривме, завршивме, сега сме во фаза на опоравување. Тоа е следна фаза после катастрофа. Во таа фаза има многу работа. Значи, како што има и во фазата на спасувањето. Во таа многу работа, ние се обврзавме дека оној делот на психолошката ќе го покриеме и ќе ги покриеме со некои донатори кои сме во преговори. Идејата ни е да таму применуваме спроведеме поголеми програми кои ќе опфатат не само грижа во делот на менталното здравје, него грижа и во делот на задоволување на одредени тековни секојдневни потреби на семејствата, па и на лицата, нели, овие кои се спасија децата. Значи, работејќи со нив, можеби некои екскурзии, можеби некои други форми, можеби некоја помош во учењето, во студирањето. Све се тоа нешта кои нели следуваат и нешта кои треба да некој ги има во предвид и да ги помогне. Тука сме ние, за тоа го правиме и ќе го направиме наредниот период. Со каков успех останува да се види, но не се сомневам дека ќе бидеме добри, затоа што и до сега сме го покажувале тоа и мислам дека нема никаква причина, напротив, сега сме уште повеќе мотивирани, затоа што секоја катастрофа носи своја болка и нема катастрофа без повреди, без болка и така натака, но ова некако е многу болно. Да. Дали е физичка, дали е психичка? Па и физичка и психичка, би рекол. Таму населението има голема потреба од помош. Знаете, вие кога ќе им пристапите, има една друга работа што луѓето некогаш кога ќе му пристапите со некаква психолошка прва помош да му се понуди, секој ќе чама, ја не сум болен, не ми треба, но кога ќе се упуштите во разговорот, кога ќе навлезете во нештата на начин како што го прават психолозите, вам ви станува јасно и како лаик дека тие луѓе, па и ние, јас лично, јас сум 9-ти ден во оваа работа, првиот ден бе во 5 часот, и мене ми треба помош така, значи, затоа што, знаете, ние првиот ден волонтерите од Кочани ги исклучивме. Тие слики да се видат, тие действија. Ги исклучивме нашите волонтери од Кочани, првиот ден ги исклучивме од активностите затоа што видовме дека тие паѓаат. Значи, тие не беа корисни. Апсолутно не можеа, психолозите што беа, децата што беа, значи они исто страдаа со луѓето, со семејствата, и видовме дека нема корист од нив. И ги тргнавме тој ден, повикавме од соседните општини за да можеме со нив од идејата, значи вие ако немате во вашите редови здрави луѓе, ако првата помош психолошка не ја давате на вашите луѓе, тие не се способни да работат со тие што им е потребно. Значи многу предизвици во себе ова, многу предизвици за сите што претендираме да помогнеме во државава, така да секој треба да си го најде своето место. Секако дека и Црвениот крст тоа го бара, ние никогаш нити сме се нафаќали, нити па некош вериме дека треба да бидеме носители на одредени состојби, но дека треба да бидеме носители на одредени сегменти од активностите во случајов за катастрофи, тоа да, нема бегање и тоа ќе го правиме овој пат. Носител на одговорностите државата, владата, тие што нели преку институциите, преку инструментите ги водат работите, ја координират целата работа, не координират и нас во делот кај што го работиме заеднички, дел сме од системот, но секако дека Црвениот крст е структура за себе, тој си делува согласно сопствените вредности, согласно своите принципи, и тука сме доследни, компромиси не, никакви од било која да се природа, и понатака нели ќе бидеме тоа што сме биле досега и понатака ќе помогнеме и ќе го дадеме нашиот максимум. Јован Костадинов, момчето кое што спаси 20 на негови врсници во дискотеката Пулс, и кој беше пречекано од своите соученици пред 2 дена, кој што го аплодираше не само целото училиште, туку цела Македонија стана на нос и го поздрави тоа младо момче, му помогнала обуката од Црвениот крст за прва помош. Каква е таа обука што ја нудите вие? Јован Костадинов, дента кога си одеше, ние го однесовме дома, Црвениот крст. Имаше потреба од нас.
Он дошол од Ова е податок што го видов во медиумите. Таш јас го реков тоа на едно гостување, значи детето ние го однесовме дома и он кога го прифативме него, он самиот кажа. Значи обуката на Црвениот крст ми помогна да ги спасам моите другари. Зошто? Тоа дете, значи пред некој месец бил на обука во Црвениот крст, сакал да се здобие со возачка дозвола, а процесот на стекнување со возачка подлежи првата помош која треба во Црвениот крст да се научи. И он во функција на таа потреба негова бил на обука во Црвениот крст за да се стекне со уверение, со потврда дека Сум заборавте, поминале 20 и кусор Тоа години. се прави во Црвениот крст за среќа во последниве години и тоа што он го научил од обуката, во тој момент он самиот вели ми текнуваше како течеа предавањата и како не учеа, нели, во случај на пожар. Во случај на пожар и него му текнало дека треба мокра крба да користи, нашол нешто, некоја крба мајицата ја соблекол. Вода и на тој начин, значи, тој момент мене многу ми помогна да ги спасам моите другари. Веројатно одолживе малку, но само ќе кажам, многу е важно да обуките што ги даваме ние, или системот на обуки во државата да заздрави. Имаме фалинки, имаме недостатоци, пропусти во обуките, не нашите, зборувам за системот на обуки во државата, кога зборувам за систем, зборувам за возачи, за работни организации, за чамец, управување, секакви обуки. Луѓето наши милуваат да купуваат уверенија, не милуваат да одат да слушат. Црвениот крст не попушта во неговиот дел, кај што ги спроведува обуките за возачи, но кај работните организации не сме само ние. Има еден куп провајдери и таму вие можете, без да бидам сватен погрешно, не именувам никого, може да купите уверение. Факултетски дипломи се купуваат. Да си земете и да си одите пред инспекција, еве завршив обука. Не е целта инспекцијата. Инспекцијата ќе излажете. Ама како ќе го излажете пожарот? Како ќе го излажете нешто што за жал оваа трагедија ќе ни биде памет за многу работа. Мораме да се освестиме како граѓани дека не треба да купуваме и продаваме, него треба да седнеме, да учиме, да научиме и да се стекнеме сознање. Само да спомнам, Црвениот крст е отворен и со години ги нудиме освежителните обуки за возачи, бесплатни. Секој возач, вие и јас, може да дојде во Црвен крст утре да се пријави, има центар за прва помош и да слуша 2 часа освежителна обука, не цела обука, 7 часовна или кај нас е 14, нели? Но ја слушате 2 часа, 3 и ве води, предавачот ве води низ најважните работи, колку да ви го освежи знаењето. И зошто сега како граѓани, место да одиме во кафич да пиеме кафе, у сабота да не дојдете во Црвен крст, да седите 2 часа и да слушате обука. Па повторно ќе одите на кафе, тоа не ви бега, нели? Така да таа свест мораме да ја подобриме, мораме да се поправиме во тој дел и се надевам дека покрај сите опомени до сега, ова нека ни биде последната опомена на сите, на граѓаните, на институциите, на секој поединец кој нешто значи, ние секаде делуваме. И дома сме некој пример, и дома правиме нешто, и надвор, и на работа, и секаде, и можеме ние со личен пример да придонесеме. Ајде нам потребата. Законите не се проблем, можеби, непочитувањето е проблем. Само за Македонија има добри закони, горе-долу, има усогласени закони. Почитувањето, културата, велат културата на неказнивост, ама и културата на непочитување на максимално ниво. Ајде да ја вратиме, па да поработиме на културата на почитување. Веројатно, делот од проблемите ќе ги надминеме и ќе ги решиме. Така, ова е последна шанса за ресет. Господин Сејти, ви благодарам што бевте и вие дел од Студио 10. Ви благодарам за поканата и ви благодарам што ни помагате во овие моменти. Колку можеме. Да ја промовираме, односно да им објасниме на луѓето што работиме и ние, па и вие заедно. На иста страна сме на некој начин. Да, една општествена одговорност имаме и ние кон граѓаните идва во лоши вакви моменти, секако и за добри. Следниот пат се надевам дека за убави работи ќе бидете гости во нашата телевизија. Ви благодарам за поканата. Поштувани, овде некаде завршуваат овие речиси 2 часа Студио 10 на телевизија 24. Јас овде ќе се одјавам, следно наше дружење медиумско ќе биде следниот четврток. Пријатно.